И денеска повторно за вас на едно место ги собравме сите информации околу актуелните настани, случувања и сервисни информации од градот. Ке започнеме со привремениот сообраќајен режим на булеварот Партизански одреди. Поради изведба на градежни работи за реконструкција на коловозот на булеварот Партизански одреди на потегот од булевар 8 септември до мостот Обединети нации, од денеска ќе биде воведен привремен режим на сообраќајот. Привремениот сообраќајен режим ќе се воведува во неколку фази. Во првата фаза ќе биде затворена крајната десна сообраќајна лента на булеварот Партизански одреди на потегот од мостот Обединети нации до крстосницата со улицата Лондонска, во насока на движење кон центарот на градот, но нема да има промена на режимот на движење на автобусите на ЈСП. Измената во сообраќајниот режим на овој дел од булеварот ќе важи до завршување на градежните активности за реконструкција на коловозот. Ова го информираат од градот Скопје. Комисијата за следење на состојбата и ефектите од високите температури при Министерството за здравство апелира до граѓаните во следните денови да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури. Според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, во текот на следните 2 дена целата држава ќе биде зафатена со температури со жолта алертна фаза. Синоптичарите од денеска до недела најавуваат сончево и многу топло време со максимални температури над 35 степен. Од недела во попладневните часови повторно ќе има појава на локален пораен дожд и грмежи, а максималните температури ќе бидат во постепено опаѓање. Денеска се доделија и признанија за најдобрите спортисти, ученици и наставници. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, денеска во салата на Советот на градот Скопје им ги додели благодарниците и наградите на најдобрите ученици на скопските регионални надпревари. Градот Скопје обезбеди финансиска поддршка на средните училишта домаќини на регионалните надпревари, како и благодарници и парични награди на највисоко рангираните средношколци од средните училишта на подрачјето на градот Скопје и на нивните ментори. Од вкупниот број на учесници на сите надпревари на скопско регионално ниво, наградени се 62 ученика што имаат постигнато највисок резултат и 3 училишта за групни категории. И во општина Карпош, на новите терени на фудбалското и кошаркарско игралиште во основното училиште Јана Москоменски, денеска се доделија признанија на најуспешните ученици и спортисти во училишните спортски лиги во ракомет, фудбал, кошарка и одбојка. А наградени беа и професори по физичко образование. Најдобрите спортисти и ученици добија еднократна парична поддршка во вредност од 8.000 денари. Скулптура на гигантски велосипед за подигнување на свеста за проблемот со крадење велосипеди е поставен во Скопје. Проблемот со крадење велосипеди тангира преку 150.000 граѓани во државата кои го користат велосипедот како еколошко, здраво и функционално превозно средство. Проценките се дека изминативе 10 години се украдени над 70.000 велосипеди, односно на скоро секој велосипедист му е украден најмалку по еден велосипед. Полицијата засега не е успешна во оваа борба и се пронаоѓа секој 1000 велосипед. Велосипедот е изработен од метал и е со димензии 3 на 1,8 метри. Во студентскиот дом Стив Наумов денеска официјално е отворена обновената читалница. Обновувањето е реализирано во рамки на проектот Студентски домови без корупција, спроведен од страна на студентите од Студентскиот дом и Младинскиот образовен форум. Акцијата беше спроведена од 1 до 12 овој месец со цел да се уреди просторот во постојната читалница и дворот во Студентскиот дом. А преку донаторска акција ќе се изврши опремување на библиотеката во рамки на читалницата. Со оваа акција започнува низата студентски акции во државните студентски домови. Студентските акции од проектот ќе се спроведат во државните студентски домови Стив Наумов, Кузман Јосифовски Питу и Гоце Делчев во текот на јуни оваа година, велат од МОВ. Проектот Студентски домови без корупција се спроведува од август минатата година и ќе трае до јули годинава.
Примарната цел на проектот е да се поттикнат институциите на потранспарентно и поодговорно управување со студентските домови, како и вклучување други институции, организации и правни лица за подобрување на условите во домовите. И последната информација се однесува на туристите. Во државата во април годинава се регистрирани 85.017 туристи и 155.238 ноќевања, што во однос на април лани представува пораст од 2,9%, односно 1,3%, објави денеска Државниот завод за статистика. Бројот на домашни туристи во април годинава во однос на април минатата година е зголемен за 6,5%, а на ноќевања за 3,3%, а кај странските за 1,5%, а исте процентот и на регистрирани ноќевања. Најмногу туристи имало од Турција, по која следат туристите од Бугарија, Грција, Германија, Косово, Полска, Кина и Италија. Најпосетени дестинации биле Скопје и езерските места, пошто следат планинските, бањските и останатите локации.